Што беше тоа прашање во преска што го постави тој тролот? Врати го ако сакаш. Ништо беше збораш против Мицко, не знам ова, она, Значи јас го зборуваш против Мицковски во време кога идат избори, па и да не е дај тогаш кажи за гласаме за Заев. Не, напротив. Благодарам за прашањето. Благодарам за коментарот. Не се срамам, ќе продолжам да зборам. Мицковски не е изберен легитимно. Мицковски го има окупирано столчето на председателот на ВМРО ДПМН. Мицковски не е достоен да го води ВМРО по ниедна основа, посебно не по идеолошка и десничарска и ВМРО-вска линија. Зашто човекот во 90-тите која лаже дека бил член, беше во друга партија и исто така беше ВМРО мрзец. Значи тој човек нема ништо блиско со ВМРО и не се срамам. Но тоа исто така истовремено не значи дека го поддржувам Заев. Знаете што све спомнавме вечер во оваа емисија за Заев. Но нас политички гледате, да ви кажам една работа. Политичкиот Значи сите сме ние на Заев, луѓе да не се замараме со тролови, тоа име као некоја етикета што име лесна за употреба и ако не си за Мицко, ти си за Заев. Значи, објективно можи само да кажеме дека разлика помеѓу Мицко и Заев сега нема, разбираш? Нема. Никаква. Значи, апсолутно... Што да правиме сега со ова? Ова да не е измислено? Добро. Дај да се вратиме сега. Никако да стигнеме до сега. Петар, ќе стигнеме. Петар, ова е моето право да зборам за ВМРО. Коските сум ги оставил таму. Значи, коските сум ги оставил. Камен у бубрек сум имал после протестите од 97 година. Камен у бубрек. И јас имав, а не бев на протести. Јас имам камен што спи. Јас имав камен во бубрезите од тоа што спиев на земја на минусни температури во март пред собранието на Република Македонија. Тоа е мојата легитимација. Никогаш нема се откажам од правото да зборам слободно ако нешто мислам дека не чини. Апсолутно. Јас не гледам разлика меѓу Мицковски и Заев. Извини, Атанасов, Тодоров, како се викаше тој што го постави прашањето. Не гледам разлика меѓу нив. Ама и он не може да го разбере тоа, џабе збориш. Веројатно не може да го разбере мојот одговор, така е.